На 25 ноември в недела, од 10 часот наутро, низ улиците на Прилеп ќе се држа првиот прилепски полумаратон, кој е во организација на Атлетско-рекреативниот клуб Лотус од Прилеп, во соработка со општина Прилеп. Како што кажав, се реализира за прв пат прилепскиот полумаратон. На него учество ќе земат повеќе од 200 учесници од Македонија и од земјите од бивша Југославија. За победниците, односно имаме трки на 21 и на 5 километри. За победниците на трките на 21 имаме предвидено пехари, додека за трката на 5 километри имаме предвидено медали и дипломи. Трката се трча, значи полумаратонот се трча 3 круга по 7 километри. Стартот е на реклами. Се продолжува према судот, на кружниот гај судот, нова автобуска, во населбата Точила до интернат, по улицата Марксова до поштата, потоа се продолжува по улицата Мице Козар до Педанот, од каде натпреварувачите свртуваат десно према 13-катницата. Тука се дели, значи, рутата за оние кои трчаат 5 километри, тие влегуваат во десно према центар, со што за нив трката завршува. Лимитот на 5 километри е 1 час, додека пак за полумаратонот натпреварувачите од 13-катница продолжуваат према Тавана, од Тавана одат за Солидност. На кружниот гај Солидност вртат десно према стадион, ја трчаат цела улица до Стара црква, Чумовчанец, автоплац Златески, од каде што свртуваат десно према судот. Тоа е еден круг. Такви 3 круга прават вкупна должина од 21 км, односно полумаратон. Со што во третиот круг, кога ќе дојдат до судот, свртуваат десно према Палма Шоп и Тинекс и веќе тука ќе се гледа стартно целната рамнина и исто и за сите оние кои што трчаат полумаратон, трката тука завршува. Многу битна работа да напоменам дека секој финишер и на 5 км и на 21 км ќе добие уникатна финишер медалја, додека пак за оние кои што има во рокот на пријавување, кои што се пријавуваа, има можност да одбера стартен пакет кој вклучува и мајца, но и стартен пакет кој не вклучува мајца. Трката, значи, има интернационален карактер. Промотер на трката ни е годинашниот македонски национален шампион во маратон Александар Кираџиев, член на Атлетскиот клуб Работнички од Скопје. Тука е Игор Јакимовски, човек во категорија 40 години плюс, но според информации кои што ги имам, во моментов ги трча годините на својата кариера, што би се рекло, своите 5 минути во кариерата, и тоа е доста па спаѓа во таа група на елитни натпреварувачи. Од Црнагора ни доаѓа, па да не речам фаворитот на 5 километри, Милош Микич. Исто така поинтересна и конкуренцијата тука на 5 километри, затоа што имаме и такмичари наши од Битола, зборуваме од Македонија, Кристијан Стојани и Горан Христов. Потоа од Скопје се Тодор Анчев и Кристијан Наумовски. Со што, значи, очекуваме да биде доста интересна борбата, значи, за тие први 3 места во полумаратонот и 5 километри, додека пак во женска конкуренција е нешто послаба конкуренцијата, што е нормално кај дамите, но на 5 километри прилепчанки ќе треба да ќе бијат доста добра битка. Марго Бојаджиева и Јања Еклер. Благодарност до општината која што ете заедно со нас во ајде ќе заокружиме на 1 месец, успеа да се реализира, барем до сега подготовките течат како што треба да се организира настанот. За наредна година, здраве Боже, малце порано ќе ја стартуваме подготовката и треба да биде уште подобро организирано и да има водувања за светски ранглисти. Исто така, значи, во соработка со средното општинско училиште Ристе Ристевски Ричко, сообраќајната струка
учениците, значи од сообраќајната струка, околу 50 ученици, заедно со полициската станица Прилеп, ќе бидат вклучени во регулирање на сообраќајот на тие места каде што полицијата нема да може да покрие, односно по тие мали тесни улички кои што се вклучуваат во трасата на полумаратонот. Така, значи, атлетскиот клуб Лотус брои околу 15 членови, меѓу нив сум еден од основачите и јас и надпреварувач. Другите членови се Благојче Мирески, тој и заборавив да напоменам дека ќе имаме и зумба загревање пред стартот 20 минути. Токму Благојче ќе биде денс инструкторот. Се очекува да биде поприлично ладно време, пошто е наутро, ама со загревање ќе биде се во најдобар ред. А целта на да се организира Прилепскиот полумаратон, бидејќи годишно учествуваме на повеќе од, пајде ќе заокружам, на повеќе од 15 надпреварувања, претежно надвор од Македонија, сме учествувале во места каде што има жители помалку и од 50.000 жители, а безпрекорно се организирала ваква трка на 21 км. Мојата желба, значи идејата беше од мене, подпомогната од сите оние кои што ми помагаат, Прилеп да го ставиме на картата, да има и Прилеп свој полумаратон. За почеток. За маратон е малце поспецифично и повеќе подготовки, повеќе надпреварувачи треба, а тоа е потешка дисциплина. Така да, за крај ќе ги поканам сите граѓани на град Прилеп во недела од 10 до 14 часот да излезат, дали во центар, дали по улиците каде што поминува полумаратонот, да им дадат поддршка на сите учесници во трката. Главната улица од Казино Апекс до Тинекс во периодот од 10 до 14 часот е затворена комплетно. Останатите повремено, како што нема учесници на стазата, се пропуштаат во улиците, споредните улици кои што не ја вклучуваат трасата, туку се пренасочуваат во наредната улица која што за нив е најблиска да скренат, дали лево или десно.